Карванот од неколку илјади мигранти од Централна Америка продолжи низ Мексико на патот до Соединетите држави покрај најавите на американските и мексиканските власти дека ќе го запрати. Председателот Трамп оцени дека конвојот со мигранти представува потенцијална опасност по националната безбедност на Соединетите држави, односно дека таму имало и мигранти од Блискиот Исток. Do you know how the caravan started? Does everybody know what this means? I think the Democrats had something to do with it, and now they're saying, I think we made a big mistake, because people are seeing how bad it is, how pathetic it is, how bad our laws are. They made a big mistake. So as the caravan, and look, that is an assault on our country. That's an assault. Во карванот има околу 10.000 луѓе кои бегаат од насилствата и сиромаштијата во нивните земји. Тие сега се на околу 1800 километри од границата на Соединетите држави. La idea es seguir más adelante y no parar esta marcha, no pararla porque si Dios las ha abierto estas puertas para que nosotros tengamos un futuro más mejor para nuestros hijos, porque sabemos que en Honduras nuestra decisión es descansar un poco porque no podemos ir a la carrera, como se dice, porque pues van mujeres embarazadas, van niños, niños de hecho de meses. Мексико се надева дека ќе го растера конвојот пред да може да стигне до границата. Мексиканскиот председател Енрике Пења изјави дека оние кои не ги следат правилата веројатно нема да можат да останат во Мексико или да стигнат до Соединетите држави. Para quienes han optado por mantener esta caravana fuera del orden legal, hago un llamado respetuoso para que tengan claro que de mantenerse en esta actitud difícilmente podrán lograr su objetivo, sea de ingreso a los Estados Unidos o de permanencia en México. Тој процес може да трае со недели, а мигрантите треба да останат таму каде што се регистрирани, се додека не бидат обработени нивните податоци. Ако ги прекршат тие правила, тие се соочуваат со депортација.